Цената на сточната храна ја диктира увозникот и трговецот на јагнето кланицата. Во незавидна состојба сме и немаме никаква контрола над состојбите во нашата дејност, велат сточарите. Тони Ѓоргиев од Кавадаречко Витачево е еден од неколкумината во неговото село кој чува овци. Иако се планинско село со традиција на сточарство, стадата забрзано се продаваат. Секој што иде, секој цена кажува. Цената на јагнето кажува купецот. Тие што го купува. Што купуваме рана, цената газици ја кажуваат, ни само плаќаме. Кој како му одговара, така прави. Значи, штом го произведувам, треба цената јас да кажа. Кај влеваш од дисконт, кој цента става? Купецот или газдата? Точно е тоа. Кажете ми, има ли уште многу луѓе што во овие повисоки места одгледуваат? Не. Колку мина има? Нека има уште, да речем, уште 10 души, повеќе нема тука. Лани 3-4 булука се продадија и тоа јаки стада. По 300, по 400 грла. На 100 километри источно, во Струмичко до Брашинци е истата приказна. Тамошните мештани велат дека заборавиле како изгледа сточарството. Не гледат веќе старо. Тоа отпадна веќе старо, не гледат тоа веќе. Зошто? Нема старите умреа и младите не гледат сега. Како беше, кога имаше, пред колку години имаше столка тука? Пред 20 години. Пред неколку денови представници на Министерството за земјоделство се сретнаа со сточарите токму за ова прашање. Од страна на Министерството беше посочено дека по завршувањето на откупот на јагнето ќе се анализираат податоците од терен и по завршувањето на вториот круг на предстојните председателски избори. МЗШВ ќе излезе со соодветно предлог решение со цел сточарите да не трпат загуби од сопственото производство. Во однос на исплатата на субвенциите, Министерството ги информираше одгледувачите на овци дека ќе ја извести Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, каде ќе се направи детална анализа на распределбата на субвенциите.